мислам дека за сега сум единствена во боричките вештини и спортови како учител која што води клуб и федерација. Кога бев средно школа, се интересирав за таоизмот и за будизмот и некако случајно излезе од седење на клупи буквално еден другар на брат ми да каже дека ќе оди на еден тренинг по тај чи чуан во аеродром тогаш. Кај нашата прва учителка по тај чи чуан и чигонг Чен. И јас реков, може ли ја да дојдам, и така тргна работава. И на крај уствари излезе дека јас продолжив да се занимавам со вештините, инаку иницијално тргнав таму на првиот час, некако ми се бендиса, почувствував дека некако можам да се најдам во оваа вештина, тогаш без никакви идеи дека еден ден дека професионално ќе се занимавам со ова. И после 23 години на ова место овде. Интересно беше кога почнав да одам во Белград на припреми, особено за здравствен чигонг. И некако тргна работава дека ќе почнам професионално да се занимавам со ова и на некој начин од тоа да го вадам лебот. И на моите им беше чудно, бидејќи таа генерација се на некој начин навлечени на лажна сигурност и на живењето под едни традиционални животни концепти, така да ги наречам. И им беше чудно, некако пробав тоа да им го представам поинаку. Наидував на скептичност, што е нормално, особено за кај нас, меѓутоа со тек на време успеав да се изборам за своето место, докажување, бидејќи главно е прво да се докажеме дома, а потоа и светот да не прифати. Тај чи чуан всушност е борбена вештина, и борбена и медитативна, меѓутоа првенствено е борбена. Бидејќи сите оние форми кои што ги гледаме, медитативни и сите елементи во формата всушност се борбени апликации, кои што се применливи. Луѓето, особено Западот, е навикнат да гледа на тај чи чуанот како на медитација во движење, меѓутоа е нешто многу повеќе од тоа. Така да кај мене во мојот клуб се работи и борбениот дел од вештината, меѓутоа нормално и медитативниот. Иако тој не би можела да го наречам и медитативен, бидејќи така се изведуваат самите елементи, а луѓето тоа си го толкуваат како еден вид медитација во движење, додека здравствениот чигонг е всушност еден вид на напредна физикална терапија. Обично повозрастните или оние со повеќе проблеми со рабетниот столб го преферираат здравствениот чигонг, бидејќи тоа се вежби кои што многу брзо ја развиваат мускулатурата, а истовремено не го оптеретуваат срцето. Како поминуваат годините, многу поголем број на луѓе се интересираат за вештинава или би рекла имаат потреба од нејзе, поради самиот брз начин на живот и немањето време да се isпроцесираат сите доживувања во текот на денот. Сега во однос на моето, да не го наречам, учителствување и градење на авторитет во ова област беше многу интересно и со многу препреки. Прво затоа што бев жена и мислам дека за сега сум единствена во боричките вештини и спортови како учител која што води клуб и федерација. Додека самиот начин на градење на авторитет кај учениците прво беше многу тежок, бидејќи бев и помлада и жена и многу тој начин како да ги придобиете луѓето да ви веруваат, бидејќи се работи пред се за
вештини кои што влегуваат и се дел од традиционалната кинеска медицина. И треба сега да влезете сигурност, а истовремено сте и обичен човек. Јас често кажувам една многу реална ситуација, кога сум споделила со учениците дека во некои моменти ми било тешко и дека сум заплакала и не можат да ми поверуваат во тоа како зарем ти. Викам, па да, јас сум нормален човек. Викам, ако најдете некој бесмртен учител, супермен, покажете ми, оке, дојдам и јас, нема проблем. И тоа се навистина комплицирани комплексни препреки. Бидејќи луѓето кои што доаѓаат на тренинг очекуваат подкрепа од некој човек кој што е без емоции, кој што е цело време рационален, а тоа всушност не постои. Тоа е идеал кој што е нереален. И вистинскиот авторитет всушност е суштината на вистинскиот авторитет лежи во оние карактеристики кои што ги има обичниот човек. Меѓутоа уме да се носи со нив и уме да ги представи. И да треба да умее да ја смени перцепцијата на луѓето за истите. Всушност, и мислам дека тоа е вистинскиот начин на доколку еден човек се гради како учител во било која област. Кога го основав клубот за вежбање, и сега нормално се упознав со колегиве, и повеќе добив поддршка од колегите отколку од учениците кои што ми доаѓа. Тука можам да ги кажам Маце Теквондо, Предраг Петрески со кој што се уште соработуваме и заедно држиме тренинзи. Од колегите не најдов на некои препреки или сомнежи, навистина бев супер прифатена, за разлика од учениците кои што беа со одредена доза на несигурност, да, и стигма, и тука морав многу подолго време да се докажувам и да го докажувам своето знаење, познавање, иако учениците кои што се од самиот почеток со мене ги знаат и самите мои трансформации, бидејќи јас учам од нив. И учам начин на предавање, ја менувам методологијата, пристапот, и така си да се однесуваме како едно тесто, прилагодливо, така да кажам. Кога се запишав на постдипломските по социјална работа, не очекував за магистерската тема да добијам понуда од мојот професор по психологија Иван Трајков, кој што ми пристапи, добро, што направи ти со темава, зема тема, викам, се уште не. Ај, вика, кај мене да земеш тема, од ова, вика, што го работиш, ќе направиме истражување за тоа како делуваат вештиниве во борбата со стресот. И ми се допадна идејата, тоа беше многу храбар чекор од негова страна да има една таква тема на научен труд на филозофскиот факултет. Веднаш прифатив, го спроведов истражувањето и тоа беше еден вид и мој тест за тоа како предавам и колку тоа има ефект кај самите вежбачи, членови и мои ученици. И тоа беше многу интересно. Истражувањето покажа дека после 3 месеци практикување на овие вештини, дека стресот се намалува дури до 30 или 35% кај некои луѓе, што е многу добар и многу важен статистички податок. Немав ни намера да издавам како книга, меѓутоа се појавија идеи од страна, па зошто не ја издадеш? Интересна тема, сега е многу актуелно. И се нафатив на тој чекор и некако супер излезе, па не очекував ни толку брзо да се распродаде. Книгата е всушност прилагодена од мојот научен труд за да биде лесно разбирлива за луѓето и на некој начин овозможува луѓето да се самодиагностицираат, читајќи ја книгата и ќе можат подобро да разберат кинеската традиционална медицина. Бидејќи таму ги објаснувам овие рамнотежата меѓу јин и јангот, например, сите мислат дека јин и јанг е совршена рамнотежа на две контрастни снаги, а всушност не е баш така. Во
рамнотежата всушност јиното е стабилен, јангот е тој кој што е во динамика, односно женската енергија е стабилна, машката е во динамика и тоа е рамнотежата всушност, а не е онака како што сите луѓе го сваќаат тој класичен символ, да речам. И тоа го објаснувам во книгата и мислам дека е многу добар прирачник за тоа како може да се разберат енергиите во самото тело. Бидејќи имам ученици, ученички поточно, ја имам големата слика на женскиот свет кај нас, и сакам да ги охрабрам да излезат од концептот на слави, правење ситни колачиња и да се зацкриваат зад одговорноста кон децата и слично, и да ги поддржам и да кажам дека доколку немаат 6 часа по денот да се посветат на себе, дали тоа ќе биде шетање на кеј, дали ќе биде било како вежбање, не мора да биде вежбање некое време за себе, ако него нема да го извадат, тоа значи дека нешто не прават добро, дали немаат добра распределба на времето, во однос на работата, во однос на бракот, и мислам дека треба да се излезе од традиционалните рамки за да може да го одржа своето психофизичко здравје, бидејќи мислам дека улогата на жртва никако не води кон прогрес.